Верувам дека ви е позната оваа глумица. Ја најдов оваа нејзина слика со овој лилак фустан кој што го има, кој што пак е заштитна боја на Олон Веб. За тие што нема да ја препознаат од прва, ова е Селма Хаек и во не баш убаво време се запознав со нејзе, тоест за време на кризата во Македонија, во касарната Петровец, каде што работев на операции за американската војска преку една фирма контрактор. Уште потешко во ноќната смена. Зошто ова го кажувам? Го кажувам затоа што и во таква една кризна ситуација, во една ситуација на воена состојба, во една ситуација кога требаше да се влегува на Косово, американската војска си наоѓаше начин за забава и покрај многуте глумци и пејачи кои што беа и за кои што требаше да обезбедиме и транспорт, и храна, и превоз, и разна опрема за нив, беше и Селма Хаек. Ова се слики направени од тоа време, негде 99-та, минатиот век веќе. Ова е касарната каде што во тоа време работев бргу по завршувањето на мојот факултет. И кога работите во едно такво окружување каде што постојано сте во некоја состојба на спремност, ништо не е невозможно. Едно од работите што најпрви ми изгледаа дека се невозможни, а кои што мораше да ги направиме, беше да се постави цела една црква, која што беше поделена на многу различни конфесии, значи од дел за муслимани, дел за католици, дел за протестанти, евангелисти, христијани, евреи, така натаму, не знам, 10-12 оддели за секоја една религија, која што беше безмалку изградена во една вечер. Најпрви ми беше отпорот од мене и од луѓето кои што беа под мене дека тоа е невозможно да се направи во една вечер. Протестиравме, се врткавме, се бунтувавме во себе и негде тоа траеше сат-два. Разговарав со командантот на касарната, викам, зарем мора ова да биде направено? И ми вели, за жал, да, меѓутоа верувајте ми дека сите твои работници и сите што ќе бидат во организацијата на и во подготовката на изградбата на овој објект, дека ќе бидат наградени. Следа многу настани. Наредниот ден, сега веќе не се сеќам точно дали беше наредниот или за некој ден, се појави овој дечко со бела коса, Бил Клинтон, тогашниот председател. Јас добив некои си медали кои што се даваат на цивилите од генерал со 3 звезди, се велат 3-star General Coins. И тогаш сватив дека се што на изглед изгледа невозможно е возможно. И беше едно огромно искуство за мене, затоа што функционирав во кризна ситуација, во вонредна ситуација и после тој настан сватив дека границата помеѓу невозможното и возможното е многу мала. За бејата да биде поголема, после тоа мое искуство во мојата поранешна компанија Браун и Руд, можда некој од вас соработувал со нејзе, можда некој и работел за нејзе, бидејќи беше огромна компанија, и јас се префрлив одредено време во меѓународната кризна група, повторно самото име го кажува.
и описот и работата што таа ја работи, и имав често да работам со Едвард Джозеф и многу техники на преговарање, многу техники на решавање на спорови, на конфликти ги учев, имав чест да учам од него. Па предо во медиуми пред некои си 20 на години и повторно се соочував со многу кризни ситуации. Ова е една пресконференција во Македонската радио телевизија во тоа време бев председател на управниот одбор, кога еден од замениците извршни директори беше киднапиран. Јас бев на некоја си забава, ми се јавуваат од ДОПС и од Америчка амбасада, велат така и така се случи, мораш да дојдеш до полициска станица, имаме таква и таква ситуација. Меѓутоа, кога сте спремни, кога вашето прво огнено крштевање ќе ви биде во еден таков систем како што е американската војска, сето понатаму станува без малку како шала. Не е шала, меѓутоа многу подобро го абсорбирате, го гледате со ладна глава и гледате да најдете решение во вистинско време, во вистински момент, што побрзо за да се надмине таа криза. Ви благодарам на сите што сте тука присутни на овој вебинар COVID-19, името на популарниот коронавирус, дигитална трансформација на бизнисот. За да се помине како што треба, јас знам дека е тешко, дека сте сите по дома, дека децата се дома, дека сите сме затворени по дома, меѓутоа колку е можно да се дистанцирате негде во некој си каче, да ги исклучите сите нотификации од социјалните мрежи, нотификациите од мејл, телефон не оставите го насаден, за да го проследите овој вебинар така како што треба. Јас сум Ванчо Костурски, која водам Академијата за дигитален маркетинг All on Web и Агенцијата за дигитален маркетинг All on Web. Од 2002 година работам на секој аспект од медискиот бизнис, од филмска индустрија, телевизија, нови медиуми. Во 2005 година ја продуцирав првата македонска видеоигра и сум еден од одговорните за онлайн успехот на најгледаниот филм Болели со над 26 милиони прегледи на YouTube, и јас се надевам дека Медена земја и Атиче ќе не пројдат многу брзо. А во 2010 година ја лансирав најголемата инвестиција во e-комерсот во Македонија. Колектива која што беше дел од Rebate Network, тоа е најголема мрежа на e-комерс платформи во светот. Обучувач сум и клиничар на Бизнис Академијата Смилевски за дигитален маркетинг, бев предавач на програмата за дигитален маркетинг на СИД Македонија, креатор сум на единствената продажна онлайн кампања на Макдоналдс и работам како консултант за онлайн продажба и онлайн менеджер за продажба на неколку травел платформи. А од 2016 до јануари оваа година бев и консултант на Златна книга. Ова се само дел од клиентите кои што прошле, дали преку мои обуки, дали преку совети, дали сме направиле некои кампањи за нив, дали сме работеле на нивните социјални мрежи. И чест ми е што со овие компании работам ова година, претходната година и годината пред тоа. А се ова нема да биде возможно што го правам веќе активно некои си 2,5 години, а тоа се вебинари минимум 2 пати месечно, кои што се поддржани технички од Qubit Solutions. Qubit Solutions се дечките кои што се моја техничка поддршка, Трајче, Славе, Кристијан, кои што моите замисли ги претвараат во реалност. Милтон Фридман, еден од поважните економисти на минатиот век, застапник на либертаријанските
либерални ставови кон економијата, покрај тоа што има и многу грешки во своите ставови, има и една многу добра реченица, а таа е дека само кризата, реална или перцепирана, дава реална промена, невозможното да стане неизбежно. Кога ќе се појави таквата криза, действијата што се преземаат зависат од идеите на кои се базираат. Тоа е нашата функција да развиваме алтернативи на постојните политики. Јас ова секогаш го прешкртувам и велам бизнеси. Да ги одржуваме живи, се додека невозможното стане неизбежно. Затекнати сме во една фундаментална промена која ќе влие на нашиот живот, на нашата работа, како се надпреваруваме и како се бориме во животот. Ќе мора да научиме да живееме со COVID-19, бидејќи вирусот ќе биде со нас долго време. Кога ја спремав оваа презентација, се вратив на една презентација што веќе 3 години на тие што биле веќе на моите предавања, дали се тоа офлайн или на некој од моите вежби, постојано ја го кажував, а тоа е како се трансформираше. За жал, COVID-19 предизвикува забрзана дигитална трансформација на бизнисот, но и на луѓето. Само сетете се што се случуваше до пред 2 недели, како се функционираше, како со овие мерки за самоизолација луѓето и бизнисите наоѓаат начини да го трансформираат своето работење онлайн. Тие што можат, се разбира. Првин да кажам лична благодарност на телекомите кои што треба да се лидери во таа дигитална трансформација, затоа што најпрвин на сите ни дадоа еден скромен подарок од 10 гигабајти. Државата реагира така како што знае и умее и со ресурсите кои што ги има. Меѓутоа сум пријатно изненаден од многу јавни институции кои што веднаш реагира, а кои што се многу засегнати од оваа ново настаната ситуација. Тука пред се мислам на Македонскиот народен театар и нивниот тим, веќе од вчера, многу пред други земји да го започнат тоа, нивните представи можете да ги видите на YouTube. Тие се директно заседнати со оваа кризна ситуација. Зоолошката градина, останатите театри во Македонија, гледам дека и театар комедија, Кумановскиот театар, музеот на современа уметност веќе се дигитализира. И ова се слайдови, само се адаптирани за овој денешен вебинар, стари повеќе од 3 или 4 години. Како бизнисите и луѓето самите се приспособуваат на потребите на дигиталниот свет, посебно во време на криза. И таа дигитална трансформација не значи само надградба на технологија, туку надградба на лидерство, стратегија и на нови начини на размислување. Дигиталната трансформација предводена е од стратегија, во овој случај од потреба. И затоа ќе се случува многу брзо во Македонија и не е водена од технологија. За да ја сватиме дигиталната трансформација, треба да ја видиме како се менуваат медиумите од аналогни се до појавата на компјутерот, до интернетот, без малку 30 години, социјалните медиуми кои што се не постари од 20 на години, мобилните уреди денес и интернет е стар 29-30 години ќе полни. Ние сме се уште во дигитална градинка и ни се случува таква една дисрупција на бизнисот. И ако ова пред 3 години го кажував дека ќе се случи во 2020-та, јас не предпоставував дека ќе се случи COVID-19,
а тоа е дека како сегмент по сегмент на секој еден бизнис му се случува дигитална дисрупција и кога таа е поддржана со вистинска реална потреба за да преживее бизнисот, за да преживеат вработените, за жал, ќе биде убрзана и ќе треба се да се работи во од. Во 1995 година започнува со трансформацијата на музиката, фотографиите, рентањето на видео, тогаш почнува оние видеотеки да се затвара, 2010-та принтаните медиуми, телевизијата, патувањата отидоа на интернет. Здравството, автомобилите, едукацијата, телекомуникацијските оператори 2015-та и они ја земаат таа доминантна улога денес, а предвидувањата мои беа дека во 2020-та сите што сметаа дека се безбедни со своите бизниси и дека не треба да се на интернет, ќе доживеат таа дигитална дисрупција. Овие мои предвидувања беа врзани со развојот на технологијата и развојот на дигиталните канали и не предпоставував дека ќе се случи ова. Така да оваа дигитална дисрупција што сега ни се случува, ќе мора да ја надминеме заедно. COVID-19 ќе направи многу луѓе да се во паника и да се плашат за својата иднина, а се засегнати многу бизниси. Пред се најзасегнати ќе бидат хотелите и секторот туризам, во кој што јас работам 10 години активно, меѓутоа онлайн помагајќи им на неколку хотели во Грција околу нивната продажба. Изминатава година сум веќе во Македонија со помагајќи на една туристичка агенција да го најде своето место. И ја знам колкава е маката на сите кои што работат туризам. Тука државата ќе мора да најде начин да го избампира овој период и да едноставно внесе пари во овој сектор за да преживее, за потоа тој да му врати. Тој е најзасегнатиот сектор и понатаму ќе кажам и некои совети за сите сопственици на бидејќи знам дека има многу регистрирано, има над 100 присутни кои што се регистрирани за овој вебинар. Многу од нив се хотелиери со своји капацитети, ресторани. Меѓутоа, хотелите и туристичките агенции се најдиректно засегнати. Да скратам, државата ќе мора да најде механизам во овој период да внесе пари во овој сектор, за да, кога тој сектор ќе се исправи, да може да ја врати на државата. Постојано имам расправи за интервенциите на државата во овој сектор и после некои од тие состаноци реално ми се повраќало колку биле на тешки и за жал повторно сум во право. Затоа, доколку некој може од вас да влие, ја ниту сум политички определен, ниту ќе бидам политички определен, лобирајте, сугерирајте, борете се. Јас ќе ви дадам и аргументи што се случува надвор, за да добиете реални пари, за да го преживеете овој период. Потоа ќе може да ја вратиме на државата. Сите други сектори ќе најдат начин да преживеат. Не сме во воена состојба, сме во вонредна состојба, имаме кризни мерки, треба да бидеме изолирани и ова да го надминеме заедно. Вториот најзасегнат сектор се угостителите, меѓутоа мислам дека за жал ја плаќаат цената на влечењето со нивната дигитална трансформација. Верувајте ми, знам дека има многу угостители, многу мои пријатели, најдобрите мои пријатели се угостители, моите кумови, кумашини се угостители.
и они тоа го слушаат. Вака. Постојат начини вашето работење да го трансферирате онлайн, а верувајте ми, ги имам бројките кои што ми се и од Кина, бројките кои што ми се од Италија и од западниве европски земји. Јас ви гарантирам дека профитот, не обртот, дека ќе ви се зголеми за 300%. Третиот сектор кој што е најзасегнат, тоа се културните настани, ивентите, и таму постои начин. Во овој момент најзасегнат сектор е туризмот. Сите други, не само што ќе преживеат, не само што ќе осетат мал пат во прометот, туку некои од нив, доколку се доволно паметни и доколку инвестираат во себе и во своите вработени во овој период, јас ви гарантирам дека ќе прават огромни профити. За тоа како да се надмине оваа криза, ќе го искористам Ден Саливан во својот приречник за успех во кризни времиња, ги дефинира како да се трансформираат тековните стравови во стратешки раст, напредок и достигнување. Прво, забравате на себе. Фокусирајте се на другите. Стравот ги затвора луѓето во себе, правејќи ги да се чувствуваат изолирани и безпомошни. Најдобра стратегија овде е да се оди во спротивна насока. Значи, проширувајќи ја вашата врска со другите, фокусирајќи се на тоа да им помогнете да ги претворат своите негативни во позитивни страни. Колку повеќе ќе придонесувате и успевате во тоа, толку помалку ќе треба да се грижите за сопствената состојба. Така ќе прераснете во извор на доверба за сите други. Заборавете на вашиот бизнис. Производ или услуга, сеедно. Фокусирајте се на вашите односи. За сите тие кои што ги посетуваат моите предавања онлайн, на мојата Академија за дигитален маркетинг и на сите овие вебинари изминативе години на кои што прошле над 800 луѓе, само за овој вебинар имаме 100 луѓе. И постојано велам дека не постои маркетинг, дека не постои продажба, има две работи. Тоа се внимание и комуникација. Во кризни времиња, луѓето се плашат за одржливост на нивните бизниси, тоест производите или услугите и за работните места што ги имаат. Стратешки пристап е да не се фокусирате на вашите производи или услуги, туку да се фокусирате на продлабочување на врските и комуникацијата со семејството, пријателите, членовите на тимот, добавувачите, клиентите, потрошувачите и потенцијалните клиенти. Секој пат кога ќе ја зајакнете врската, ќе се зголеми одржливоста на вашиот бизнис, без да се фокусирате на тоа. Заборавете на продажбата, фокусирате се на креирање на вредности. Повеќе луѓе не сакаат само да купуваат, туку сакаат да добиваат поголема вредност. Купувачите. А многу од тие што ги нудиме, нашите услуги или производи, не сакаат да се продаваат себе си и својот бизнис, дури кога е најдобро време. Кога пак времењата се кризни, тие се исклучуваат и се затвараат во себе. Но она што луѓето го сакаат во секое време, независно дали е криза, дали не е криза, е создавање на вредност. Тоа се решенија кои што им помагаат да ги отстранат своите опасности, да ги фатат нивните можности и да ги зајакнат своите јаки страни. Кога се фокусирате на обезбедување на овие три решенија, природно ќе следи продажба. Заборавете на вашите загуби, фокусирајте се на вашите можности. Работите што ги имавте, работите што ги зедавте здраво за готово, може би се исчезнати. Никој луѓе никогаш не го надминуваат тоа. Тие продолжуваат да се обидуваат да ги повторуваат старите начини, техники, игри, а подобра стратегија е да започнете целосно нова игра, користејќи нови идеи, нови енергии, нови алатки, нови ресурси. Голема можност е одеднаш достапна за да го постигнете многу повеќе отколку што некогаш сте работеле во минатото. Заборавете на вашите тешкоти и фокусирајте се на вашиот напредок. Работите може
да не бидат лесни како што беа. Новите потешкоти или ќе ве победат, или ќе откриете нови предности. Вашите мускули секогаш стануваат посилни од работење против отпорот кога вежбате. Секогаш кога вежбаме, ќе не болат мускулите, но стануваат посилни. Истото важи и за мускулите на вашиот ум, вашиот дух и вашиот карактер. Однесувајте се кон целиот овој период на предизвик и време кога можете да го направите вашиот најголем напредок како човек. Заборавете на иднината и фокусирајте се на денес. Иднината е стварно абстракција, не постои освен како идеја. Единствената иднина што има какова било реалност е онаа која постојано ја создавате за себе или придонесите постигнувањата и резултатите секој ден. Ова е одлично време да се игнорираат сите оние експерти кои никогаш не виделе како де се случуваат и доаѓаат денешните околности. Фокусирате се на она што можете да го направите во 24 сата и ќе бидете единствениот експерт за иднината што никогаш ќе ви треба да го консултирате. Заборавајте на тоа кој сте биле, фокусирайте се на тоа што можете да бидете. Многу луѓе ќе се дефинираат според надворешните околности. Кога овие нагло се менуваат, тие не знаат кои се, па затоа продолжуваат да се обидуваат да земат и да бидат она што биле порано. Од сега земете ги индициите, тоа што го чувствувате одвнатре, од вашите соништа, идеали, вредности и принципи на работа. Никогаш не треба да се менуваат, без оглед на околностите. Искористете ја сегашната надворешна конфузија, за да станете подиректни, посамоуверени и посамотивирани. Заборавете на настаните, фокусирайте се на вашите одговори. Кога работите се одвиваат добро, многу луѓе мислат дека тие навистина ги контролираат настаните. Затоа се чувствуваат толку поразени и депресивни кога работите стануваат лоши и во моменти на криза како што е оваа денес. Тие мислат дека изгубиле основна способност. Најуспешните луѓе во светот знаат дека не можат да контролираат настани, но постојано работат кон поголема контрола врз креативните реакции на настаните. Овој период доека нештата се стварно неизвестни, е одлично време да го насочиме целото внимание и енергија да направите креативен одговор на сите непредвидливи настани кои што ни престојат. Заборавете на она што недостасува, фокусирайте се на она што е достапно. Кога работите се менуваат на полошо, недостасуваат многу пожелни ресурси, вклучувајќи информации, знаење, алатки, системи, персонални можности. Овие недостатоци можат да парализираат многу луѓе кои веруваат дека не можат да донесат одлуки и да преземат акција. Стратешки одговор е да се искористи секој ресурс што го имате во моментот, за да се постигнат што повеќе мали резултати, за да се оствари што е можно поголем дневен напредок. Работете со секој ресурс и можност при рака и вашата доверба постојано ќе расте. Забравете на вашите поплаки. Фокусирайте се на вашата благодарност. Ова е еден од оние периоди кои сите треба да донесат фундаментална одлука. Да се жалат или да бидат благодарни. Кога работите стануваат негативни, последиците од оваа одлука се многу поголеми. Поплаките само привлекуваат негативни мисли и луѓе, а благодарноста создава можност да имате најдобро размислување, активности и резултати. Фокусирайте се на она за што сте благодарни. Комуницирајте го ова и отворете се секој ден за најдобрите можни последици. Се поставува реалното прашање што да се прави. Јас изминатава недела многу работев на оваа тема и го поделив овој вебинар на два дела. Денес ќе ga поминеме големата слика и како можеме да го надминеме, а за наредната недела ќе биде оперативно како да започнете вистинска дигитална трансформација и како да започнете да функционирате. Моите ресурси се ограничени, работам само со тројца соработници, вклучувајќи ме и мене, и затоа ќе се обидеме да го држиме ова темпо, при тоа мораме да ги држиме и клиентите кои што ги имаме и со кои што веќе имаме и годишни договори за работа со нив. Повеќето од вашата конкуренција ќе го следат стадото и ќе го прават следното. Ајде да седнеме и да разговараме за COVID, за корона, дека исто време пребаруваат, скимуваат по социјалните мрежи и ще се читаат за вирусот и постојано ги следат најновите вести. Тоа значи дека не се промовираат. Не се на пазар и дека не се во игра. Многу од нив ќе престанат и да се промовираат или ќе забават.
Ако ова се случи во голем обем, трошоците за реклама ќе одат доле. Ова го пишував пред недела дена, веќе се паднати многу. Веројатно има leadership gap и стварно е формиран и секоја компанија со која што работам ми испраќаше некои си мејлови, ние преземаме мерки за предпазливост, мите ги рацете, мислам, напишано на таков еден темплет. Ние ќе ве поддржиме, бла 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 е тоа. Се чувствував онака како да треба да го препратам тој мејл за корона, затоа што ако не го препратам ќе ме прати 100 години несреќа. Таква комуникација е потполно беззначена. Вашиот пазар доживува исти работи како и сите други. Неизвестност, загриженост и дисрупција. Ако чекорите напред и поведете, ќе се истакнете. А тоа, верувајте ми, е добра шанса. Секој треба да си ја врши работата што најдобро ја знае. 7 работи што треба да ги направите за вашиот бизнис во време на COVID-19. COVID-19 се шири многу брзо. Имаме вести на секоја минута како што се развива ситуацијата, многу сопственици на мали бизниси не се сигурни какви чекори да превземат. За да се намали ризикот и да се заштитат вработените и да се поддржат клиентите. Како Олонвеб креиравме и нудиме пакет на алати за COVID-19 кои што се усогласени со препораките на надлежните институции за бизнисите и работниците на целата земја. Ова се клучни точки и непосредни чекори што ние ги препорачуваме. Прво, 7. 1. Воспоставете опција за работа од дома. Се повеќе луѓе кои веќе работат од далечина од дома имаат многу алатки кои собствениците на бизниси може да ги искористат. Така што тимовите може да останат во контакт и да продолжат да работат дури иако не се на исто место. Јас работам онлайн изминативе 12 години. Дури и кога имав поголема канцеларија, кога имав колектива, јас работев од мојот дом. Така сум научен, така функционирам. Бизнисите кои што ги водам, тоа го дозволуваат. Меѓутоа, во оваа ситуација, кога или ќе се менуваме, или ќе не снема, во ситуација кога мораме да бидеме во изолација, мора за сите оние бизниси кои што можат да започнат работа од дома. За фабриките има посебни правила, за локалната самоуправа, за јавните институции се прават посебни регулации. Но и таму администрација еден тон работи може да се дигитализираат и ова да го поминеме глатко, не само глатко, туку да ја чини државата многу помалку отколку кога е нормално. Само сетите се на сите афери со патни трошоци и милионски суми евра кои што пратениците во сите состави ги црпат. Сега не можат и нема да можат, затоа што ќе можат да работат онлайн. И сите јас би ги рекол пропаднати бизнис патувања, пропаднато бизнис време, по состаноци од кои што кога ќе завршите, гледате дека ништо не сте направиле. Ова нека ви биде мотив, затоа што верувајте ми, кога ќе се навикнете, ние даваме консултации во врска со тоа и како да направите целиот сетап и како целиот тим да функционира. Ќе ги завршувате работите побрзо, поевтино и поефективно. Имплементирате политика за работа од дома што опфаќа кога вашиот тим ќе биде на интернет, кога ќе биде достапен, како да комуницирате, дали ќе работите преку имейл, дали преку Viber или преку видеоповици. И кои работи може да ги заврши секој член на тимот. Намалете ги состаноците и патувањето. Обидете се да ги задржите можностите за изложеност на вирусот на минимум. Одложете состаноци во тимот или одржете ги практично, прескокнете и заборавете
било какви конференции или други планирани деловни патувања. Ако вашите работници се разболат поради патување или состаноци, вие може да имате и кривична пријава како собственици на бизниси, а ќе треба да го менаџирате и слабиот морал на вработените и боледувањата. Само да ви кажам една пракса која што јас ја воспоставив негде 2010 година и на ниво на цела Rebate Network, посебно јас ја применував на ниво на колектива, тоа е кога ќе започнеше сезоната на грипови, најпрви имаше во канцеларија и за гостите, и за тие што сакаа да не посетат од нашите клиенти, и за купувачите, а пред се за вработените разни чаеви, мултивитамини и не знам, витамини и се уште не, затоа што јас пресметав дека доколку некој од моите работници се разболе, штетата ќе ми биде многу поголема отколку да инвестирам во нивното здравје. Кога ќе беше екот на грипот, ладно време, не знам, дождови, со наредба моја, сите вработени беа задолжени да работат од канцеларија. Значи, не ми требаше мене државата да ме регулира, иако се работеше за туристичка агенција, иако имавме физички простори и се. Едноставно, тоа го чувствував и така го правев и така функционирав. Дајте им флексибилност на вработените. Факултетите се затворени, училишта, градинки, сите кафани, ресторани, барови, научно-културни установи, културни установи се затворени. Многу канцеларии, многу трговски центри се затворени. Со тоа, земјата полека се движи кон локдаун, што го викаат американците, или тотално заклучување, и ќе треба да бидете флексибилни со времето на вашите вработени. Некои членови на тимот можеби ќе треба да заминат неочекувано ако нивното дете нема кој да го почува, а вие морате поради природата на вашата работа да бидете на работното место. Обидете се да имате колку што е можно подобро разбирање кога нештото ќе се појави и ќе имате план за вонредни состојби во случај ако одеднаш станете кратки на персонал. Јас надвор од сите правила, креативецот кој што работеше во колектива за нас, Владко, мислам дека е сега во политика, за жал, имаше трудничко боледување. Многу поважно за мене беше да Владко има чиста мисла, креативен ум и тоа да го има, уживајќи со своето бебе, отколку да ми седи во канцеларија, да мисли за дома и да биде непродуктивен. Комуницирајте транспарентно со вашите клиенти. Сите заедно се соочуваат со оваа криза. Затоа бидете транспарентни, затоа ништо минува бизнисот. Клиентите се соживуваат со брендовите, кои се соочуваат со криза, се додека комуницирате правилно. Кога клиентите не знаат што се работи вашиот бизнис, тие ја ценат вашата услуга помалку. Опишете ги чекорите што ги превземате, за да го намалите ризикот и дајте им увид во чекорите што ги преземате за да помогнете на задницата. Јас ќе кажам неколку примери, не се во кризна ситуација. Во тоа време докато ја држевме колектива, најмногу продаваа оние кампањи кога ние го кажувавме процесот како се одвија, например, една услуга, што значи едно чистење на еден тепих. Како тоа се работи, зошто се работи, каков е процесот, колку време, ресурси, материјали и така натаму одземе. И така за еден тон гранки услуги и индустрии со кои што соработувавме. Што дадовме? Не ја спуштавме цената, меѓутоа ја зголемивме вредноста на сите тие бизниси со кои што мали со кои што работевме во тоа време. Бидете обсесивни за хигиената. Престанете со ширењето на вирусот, следејќи ги овие совети за здравје и за безбедност. Значи, нема ракување. Јас сум од луѓето не само што се гушка и што се бацува кога се гледа со познатите и со тие што ги сакам. Меѓутоа, почнете да користите неконтактни методи за поздравување. Измите ги рацете, а вработените треба да ги мијат рацете кога ќе пристигнат и секој пат кога ќе влезат во просториите, како и често во текот на денот.
обидете се да не го допирате лицето и потсетете ги вработените да го прават истото. Знам дека е тешко, меѓутоа е изводливо бидејќи се навика и одвика. Постојано и редовно дезинфицирајте ги површините, магацини, рачки, постсистеми, табелите, таблетите, компјутерите, клупите. Чувајте ги вашите вработени и вашите клиенти безбедни, со што е можно да се по-проактивни во врска со нивната чистота. Ова е таа дигитална дисрупција, дигитална забрзана трансформација поради COVID. Префрлете ја стратегијата за продажба на интернет. Искуството на кинеските бизниси, додека се спремав и додека ја спремав оваа стратегија за малите бизниси, користат многу кинески искуства и благодарам на сите мои колеги кои што се во Кина, кои што така ми дадоа многу ресурси. Имаат многу повеќе искуство од нас и си направиле многу добар план и знаат како да не изнесат низ оваа бура што во моментов не се случува. Додека продавниците ги затварале вратите и работниците останале на работа, собствениците на мали бизнеси ја имаат сменувано и ја имаат менувано стратегијата за продажба за да избегнат поголеми загуби. Например, во Вухан козметичка компанија Лин Кинг Хуан затвара 40% своите продавници, а 100 советници за убавина и од вработените одат на дигитални платформи како што е WeChat и се ангажираат околу клиентите виртуелно за да зголемат продажбата на интернет. Како резултат, нивната продажба има 200% раст во однос на продажбата од претходната година. Збориме за Вухан, збориме за жариштето на коронавирусот. Кога некој ќе ми каже, јас имам часови по јога, имам модно студио, имам, многу дечиња играат карате и како тоа ќе го изведам, јас ќе ви кажам многу лесно. Ќе седнеме, ќе се договориме, ќе направиме за многу помала цена на чинење отколку што плаќате за физичките локации, а во исто време можете да ја преполовите и цената што децата или учениците или тие што сакаат да вежбаат јога, балет, јазици, да направиме една супер платформа, да се закачите на незе за некоја си претплата и да сите функционираат и да сите бидат задоволни. Нашиот школски систем моментално е во колапс, затоа што 2 гарнитури и не знам колку гарнитури на фондот за иновации дава само во технологија и на платформи кои што се буквално фотокопир од 50, реална вредност од 50 до 500 евра, добиваат по 30.000 евра и ниедно од тие платформи за учење не функционира. Знаете зашто? Затоа што платформата не учи. Учат професорите и учат начинот како професорите своето знаење ќе им го дадат на децата. Затоа нашите деца се седат по дома и не знаат што да прават со себе, ако се обидувате, имате дете и се обидувате да закачите на секој од таа платформа која што ги препорачуваат да се учи, ќе видите дека е едно големо ништо. Јас ви го кажувам обратното. Сите услуги, ваквиот тип на услуги, школи за танц, модни агенции, отидете на интернет. Не е скапо, помалку ќе им наплаќате, вие ќе бидете задоволни, ќе бидете дома, ова ќе помине, ама знаете што ќе кажат за вас? У најголемата криза, Филјана и Филјана агенција работеше, Филјан и Филјан спортски клуб работеше, имавме часови, знаете кога ќе ве сменат? Никогаш. А материјалот што ќе го креирате, знаете колку ќе може да привлечете нови корисници кога утре ќе се среди целата ситуација? Многу. Таквата содржина нема цена. И нема оправдување. Нема оправдување.
Ако ја затварате продавницата, пронајдете начин да ги задржите вашите вработени да заработуваат плата со продажба на социјални медиуми, преку имейл или со користење на видео алатки за да постигнете и за да достигнете до нови потенцијални купувачи. Сите услуги, верувајте ми, во најголем дел, сем рестораните, кои што мора да работат испорака, не се загрозени. Само треба да седнат, да размислат како, што, ние сме тука да ви помогнеме, затоа што искуството кое што го имаме, работејќи со мали бизниси во Македонија, локално искуство, е стварно големо. И јас ви гарантирам дека ќе имате супер резултати. Единствено, можеби ако сте ноќен клуб, меѓутоа и за таму има решение. Направете коктели. Извадете ги вашите бармени, ако се уште не сте ги испуштили од работа. Јас верувам дека нема тоа да го направите. Нека направат коктели, доставете ги до дома. Ќе направиме онлайн журка. Младите артисти биле во криза, сите изведувачи така натаму. Даци и Александар беа првите кои што го скршија мразот. И им благодарам. Сите по нив тргнаа. Знаете дека ќе заработуваат многу повеќе отколку во кафаните. Знаете се што може да направат. А да сме сигурни, да сме дома и оваа криза некако да ја надминеме. Планирајте за долг рок. Иако Кина и другите економии веќе се закрепнуваат, ширењето на COVID се уште се протега низ целиот свет и ќе создава сила која што ќе влијае врз нас некое време. Во Small Business Trends читав дека 27% од бизнисите очекуваат да има умерено до големо влијание врз нивните приходи, а пак други 30% дека ќе има само влијание врз нивниот ланец на снабдување. Секојдневно разговарајте со добавувачите, инвеститорите, партнерите, локалните власти, за да научите како можете да започнете да спроведувате заштитни мерки. Можеби ќе потрае некое време додека вашиот мал бизнис не се врати на почеток. За секоја криза има решение. Но ова е многу специфична и има решение. Да ја свртам на шала, дека го спремав овој вебинар, моите пријатели од Кина ме тешат, вика, немој да се секираш со баговите, вика, од COVID-19, вика, спремај се, вика, имаме нова верзија, оваа есен на COVID-20, кој ги споредиме и добрите и лошите работи, и лекцијата која што ни ја даде COVID-19 е подгответе се што е можно побрзо и поправете го вашето присуство на интернет, по можност, во зависност од вашиот бизнис, да стигнете до веб продавница. Ако немате производ или услуга која можете да ја продавате преку интернет, сигурно можете да понудите нешто преку стриминг, преку интернет консултации или други форми на дигитални медиуми. Обезбедете го присуството на пазарот преку дигитални канали и спремете се за следната COVID-20 есенска верзија, пандемија, овој пат дигитализиране. За сите кои што денес се пријавивте и останавте до крајот, ви давам бесплатни 40 минути консултации на Zoom, во кој што можеме да разговараме што можеме да помогнеме за вашиот бизнис. Дури и за туризмот и за хотелиерите, кои што совети ќе им бидат корисни откако ќе зависи кризата. За сите останати,
Сметам и лично сум уверен, знаејќи ја лепезата на бизниси кој што е во Македонија, дека лек има, дека е пет пари и дека само ни треба соработка. Мојот телефон го знаете, 329-111-071. Во секое време можете да ме контактирате на Костурски _Web US или на kosturski@gmail.com да ги закажеме овие состаноци што побрзо. Знам дека ви има многу. Ќе работам на принципот прв дојден, прв услужен, затоа што и моето време е ограничено, а и треба да и ги работам кампањите за моите тековни клиенти. Да ве подсетам на ефектот на социјалното дистанцирање, што значи да го сузбиеме овој вирус на интелигентен начин и како за 30 дена ќе почне да паѓа бројката доколку се само изолираме. Јас, условно кажано, работам во изолација изминативе 10-12 години. Немам на што да се пожалам. Чудно ми е кога ќе сум во канцеларија. Поради природата на работата, одредено време треба да бидам во хотелот кој што го работам, меѓутоа повторно и тоа го доживувам како уживање, бидејќи мојот лаптоп е на некоја си тараса, во некоја си сенка со моето кафе и таму уживам. Секоја криза воедно и можност. Само треба да размислите како да ја искористите. И сакам да го промовирам и ќе го промовирам хаштагот и слоганот, а тоа е да почнеме одвоено заедно. Хаштагот е одвоени заедно и по завршувањето на овој вебинар ја започнуваме оваа кампања. Ви благодарам на сите за присуството. Сите ваши прашања можете да ги ставите на коментарот на овој вебинар. Моите контакти ги имате, мојот телефон, мојот приватен имейл, kosturski@gmail и kosturski@web US. За секое ваше прашање ви стојам на располагање. Зборам и за сите што се пријавени и од јавни установи, за сите пријавени од секторот туризам дури и сите оние што се во секторот на услуги. Решение има, решенијата се тука, функционираат, веќе сме ги пробали на некои од клиентите, дали тука, дали за Македонија. И искористете го овој момент да се издвоите над сите, да направите значаен напредок и да го катапултирате вашиот бизнис. За сите оние ресторани што затворија, ја жалам, кои што немаат достава, затоа што во секторот на достава на храна, во секторот на достава на веќе припремена храна, растот периодов е со над 3 бројки. Значи не е 100, туку над 3 бројки. Искористете ги овие можности. Јас ги давам сите ресурси на вас заедно, а одвоено можеме да направиме многу повеќе. Бидете ми со здравје, бидете со блиските и се слушаме и се гледаме онлайн. Ви благодарам уште еднаш.